Но прво одиме на терен, колегата Никола Трајковски го имаме на линковско вклучување. Никола, добро утро. 10 октомври во светот се одбележува денот на менталното здравје и со низа настани и актуелности денеска со цел да се подигне свеста за оваа состојба. Повели со разговорот. Добро утро, Ване. Поздрав до тебе, до целата екипа која што го реализира денешното издание на Македонија на утро и секако поздрав до гледачите кои што не следат ова утро. Денешниот ден, покрај тоа што донесе свежо и пријатно време, како продолжение на сончевиот викенд кој што го оставивме зад нас, како што споменавте и претходно, се одбележува и како светски ден посветен на менталното здравје. На овој ден организациите и граѓаните ги повикуваат властите ширум светот да преземат акција и да направат долготрајни промени во насока на грижата за менталното здравје. Една од основните цели на одбележувањето на светскиот ден на менталното здравје е токму подигнување на свеста за проблемите со менталното здравје ширум целиот свет. За значењето на овој ден, но и за тоа колку водиме грижа за нашето ментално здравје, ова утро разговараме со психологот Фики Гаспар. Добро утро и добро ни дојдовте во утринската програма. Добро утро, Никол. Несомнено дека менталното здравје е составен и клучен дел на општото здравје. Зошто во денешно време пореметувањето и проблемите со менталното здравје представуваат еден од водечките и приоритетни јавно здравствени проблеми? Така, клучно ни е менталното здравје затоа што опфаќа многу сегменти на нашето здравје, а најбитниот тоа се физичкото, психолошкото, психичкото здравје, но и социјалниот контекст на нашето здравје и на личностите. Што точно се подразбира кога ќе споменеме дека една личност треба да има добро ментално здравје? Како се дефинира оваа состојба во глобални рамки денес? Има повеќе дефиниции, Никол, на ова прашање, но една од почестите која што останува е таа дека е склопна, како што кажавме, физичко, психичко и социјално здравје или социјална благосостојба, а тоа ни укажува дека менталното здравје го опфаќа тој склоп на физичка добросостојба, психичка добросостојба, но и социјална добросостојба, каде што ние можеме социјално да ги покриеме аспектите на нашето функционирање. Психолозите се едногласни дека менталното здравје влијае на тоа како размислуваме, како чувствуваме и како действуваме во текот на нашето секојдневие. Какви последици се регистрираат самите психолози од пореметувањето на менталното здравје? Па да, кога имате отсуство на тоа здравје, кога психофизичкото здравје ние во ситуација каде што не сме во баланс и каде што имаме некое си пореметување, расстройство, можеме да видиме многу аспекти на самата личност која што е во таа состојба, кои што се негативни и кои што да кажеме дека ни функционираат несоодветно кај таа личност. Значи во овој контекст не можеме да функционираме добро и на работа, не можеме да функционираме и дома добро, емоционална регулација немаме соодветна, што значи дека сме склони кон одредени други нарушувања, и психолошки и физички нарушувања, така да затоа му се дава толкова тежина на самото ментално здравје, затоа што, како што кажавме, го опфаќа целиот тој склоп и ако сакаме ние да бидеме функционални и да постигнуваме, а во исто време да направиме и превенција на одредени други заболувања, да имаме отсуство на некоја си патологија, мора да се грижиме за овој аспект на нашето здравје. Менталното здравје очигледно е важно во секој период од нашиот живот. Кои возрастни групи може да кажеме дека се најранливи и истовремено најсклони кон пореметување на нашето ментално здравје? Па да кажеме дека сите групи, развојни групи, имаат ризик на патење од некоја проблематика во однос на менталното здравје, но најчестите, според истражувањата, најчестите групи кои што се затегнати од ова и имаат проблем со менталното здравје или со менталната хигиена, како што ја викаат психолозите, се тие групи кои што се маргинализирани групи, социјално, економски групи кои што се на прагот на сиромаштија, финансиските услови многу влијаат во оваа состојба, како и лицата со посебни потреби кои што исто така пропратно на своите други здравствени состојби исто така доста можат да бидат афектирани од оваа состојба и може да влијае негативно, така да тие се главните групи кои што најмногу треба да припазат во однос на својата ментална хигиена, иако сите сме ние склони кон одредено нарушување во оваа состојба. Одреден ризик. Како психолог кој што секојдневно работи со оваа проблематика, какви се оние глобални истражувања? Кои се оние глобални ризик фактори кои што придонесуваат токму кон нарушување на нашето ментално здравје? Така, најчесто е правено социјоекономскиот статус,
како истражување, дали тоа влие врз однос на менталното здравје и менталната хигиена, и истражувањата укажуваат дека тоа е најголемиот фактор во однос на самата состојба, како и хроничниот стрес, значи континуиран стрес кој што ние го преживуваме во текот на секојдневието, во текот на работа, фамилиарни проблеми, одредени работи, тие се најголемата причина за одредено нарушување, нели, кое што настанува после овој период на хроничен стрес. Истражувањата тоа го укажуваат, пошто во однос на самите нив најмногу е правено на таа поширока популација, да видиме, а како што кажавме, многу се истражувања се правени на маргинализирани групи, на социјални случаи кои што укажуваат дека исто така ризик факторот е многу голем на глобално ниво. Да, ајде сега малку да се осврнеме на тоа како се одбележува овој ден во глобални рамки. Светската федерација за ментално здравје традиционално организира повеќе активности токму на 10 октомври, почнувајќи од 1992 година. Од Обединетите нации објавија дека годинашната тема на одбележување на Светскиот ден на менталното здравје е менталното здравје да стане глобален приоритет за сите, при тоа истакнува дека првиот чекор до оваа цел е да се започне со водење грижа за сопственото ментално здравје. Колку е важна оваа порака во глобални рамки и како треба да ја свати секој еден од нас? Така, прво ви кажал дека до сега се правени многу проекти во однос на менталното здравје, што самите истражувања кои се укажа дека е многу битно да се води грижа за таа ментална хигиена. Во текот на овие години се имаат правено многу проекти кои што траат не само денес на самиот ден, туку и во текот на целата година, и ние со нашата работа континуирано ги стимулираме тие покачување на свеста и разговарање за што ствари ментално здравје и како треба да се негова, каква превенција треба да се прави. Мислам дека програмата оваа година или по тоа мотото е многу битна, затоа што од самото потекнувањето на самото ментално здравје почнува индивидуално од самите нас, за ние да можеме да влијаеме позитивно на општеството и на сите други гранки на функционирањето, мора првично да потекнува од нашето индивидуално функционирање. Ствари, ние треба да бидеме во благосостојба или во психофизичко здравје, а потоа да можеме да ги подобриме и останатите работи, така да мислам дека е одлична програмата оваа година. Да, токму сопствената иницијатива треба да предонесе кон глобални резултати. Колкав е предизвикот во денешно време да се задржи владењето на здравиот разум и да се обезбеди ментална и емоционална благосостојба секојдневно, и кој е најсоодветниот одговор што може да им се даде токму на пациентите со пореметувања во однос на нивното ментално здравје? Така, предизвикот е доста голем, јас би кажал, затоа што и денес имаме многу брз начин на живење, кој што исто така влија на некој негативно на некој начин на целата наша ментална хигиена, а во однос на пациентите кои што веќе имаат некој заболување во однос на психичката состојба или веќе се во тој ризик фактор на менталното здравје, има најсоодветна таа посета на психолог, психијатар, каде што институциите веќе работат доста посветено, како и порано, но сега и свеста е многу поголема за тие работи од сите кампањи кои што се збори дека не треба да биде табу тема и не треба да биде нешто од кое што треба да се срамиме, туку е нешто кое што секое нарушување или секоја патологија ни е остварен одредена болест која што ние треба да ја подобриме и треба да се фокусираме на неа. За методите и третманот во однос на менталното здравје, верувам дека ќе говорат и моите колеги до крајот на ова издание на Македонија наутро. Сосема накосо на крај на ова линковско вклучување, она што пред малку го начнавте, стануваме ли посвесни за потребата од водење грижа за сопственото ментално здравје? Почнаа ли да се менуваат навиките кај нашите граѓани, барем кога е менталното здравје во прашање? Од наше искуство, да. Ситуацијата е многу подобра за разлика од, да кажеме, пред 5 години, каде што практично и не се зборуваше, барем такво беше чувството во пракса, не се зборуваше за оваа проблематика, освен одредените институционални проблеми и состојби кои што беа доста, кои што си бараа време и внимание, но мислам дека глобално веќе и кај младите и кај повозрастните е разбиено тоа чувство дека треба да се сокрие нешто, дека ќе помине со времето и сите веќе се наоѓаат во ситуација каде што знаат дека одреден период треба да побарат помош и таа помош треба да биде соодветно од психолог, психијатар и целиот конзилиарен тим кој што работи на
на овие проблематики. И секако ова е позитивна вест во насока на заштита на нашето ментално здравје и верувам дека овој тренд ќе продолжи во годините кои следат. Фики, благодарам за гостувањето во утринската програма на Македонската телевизија. Благодарам и вас. Уште еднаш ние кон крајот на овој линк само ќе подсетиме под иницијатива на Светската федерација за ментално здравје и заменикот генерален секретар Ричард Хантер, првиот светски ден на менталното здравје беше одбележан на 10 октомври 1992 година. Ковид пандемијата, економската, енергетската криза се само дел од настаните и предизвиците кои што секојдневно влијаат на зголемување на нивото на стрес кај секој еден од нас, а со тоа индиректно сериозно го нарушуваат и нашето ментално здравје кое е ставено на сериозен тест. Но оние кои што се упатени велат дека ова е проблем и пред кој што постоеше и пред сите овие кризи со оглед на тоа што светските статистики регистрираат повеќе од 450 милиони луѓе кои имаат ментални нарушувања. Овие бројки се секако сериозен показател дека секој од нас треба да вози сериозна грижа за своето сопствено ментално здравје. Колеги, толку од ова линковско вклучување, верувам ќе ја продолжите темата и понатаму во студио. Поздрав од нас. Никола Трајковски со Фики Гаспар, психолог, разговор на тема 10 октомври, одбележување на Светскиот ден на менталното здравје.